Ajde da odimo na izbori, vikаше Branko, moj drugar od detstva. Zajedno što sme pušili u WC u 2021. Koga najtješe sa mene da pravi vlada. A poslije su mu vljego Elko Ron Jeremy bugarska glumica. Ja nemam ništa protiv izbori, imam protiv jedno izborna jedinica. Toga će mi se rasitnuva grupa, kao 500 evra pred prvi, i ti gubam jedno 4-5 protenika, što poslije, kako cigar, isto tako nije dobro za moje zdravlje. Vi знаете дека ја 20 години сум у влада на оваа расторена држава и дека сите ми прават дуделанж и push in the bush, што вика овај Владо Јаневскиот чаирит. Сите знаат дека јас сум познат пушач на качак, ама сакам и кога други ми се придружуваат у пушење, да не речам ми пушат, у близина на мене, многу близко ми пушат, нели? Еден убав пролетен ден, кога не сум морал да бројам пари, сум го пуштал Груби малку да вежба на тоа машината у канцеларија, сум правил топ листа на најдобри дудлачи што ми биле и што сме вежбале пушење заедно. На 10-то место е Бранко, велики Бранко е крив за све. Не дека не пуши добро, туку дека е пушач пензионер, значи рекреативец. Колку и да пуши, сега за малку нема ефект и нема значение, што би рекле. Сакам да кажам дека џабе го пуши, кога сите го попушива. Јако, а он е крив, бога ми, за тоа пушење, така подебело. На 9-то место на дудлачи на Дуи се сите обвинители, судии и антикомпири у Северна Македонија. Тие пушат со страв и никој да не ги знае. А јас сум им рекол, ако некој од Дуи попуши затвор, вие ќе попушите дим. Ама не никотински, него барутен, тој малку поише пече у грло. На 8-то место дудлачи на Дуи се овие што се странци. Ау, тие што ни прават дуделанж овие 20 години? Прво ни правеа лиду-ду, рачиново. Ни вадеа автобуси со сехаубици. И после 20 години нон-стоп дуди око муди, ти увек буди. А калето колку не сака, ко дете на мајка не сака, исто ни прави дуделанж. На 7-то место дуделанж е овој Пендраковски, што сме го правеле председател со тој што губи короната. Он не смее ни име да ни спомнува. Ние сме за него персона дудлата. Смее да се дудла, не сме да се збори. Ако каже само едно збор, готов е, не му даваме више за пушење. Цигари од тие моите убави штеки. На 6-то место у пушење и дудлачење е Анастан Сава Ковачевиќ, викан чурка без коса. Поше ми личи до душа на машка чурка, како го викат вие чуран, мисир или ментурки, нели? Он сака да пуши, ама не му иде. Никогаш не било дуделанж у Луксембург да вежба. Он сега вежба дуделанж со бугари, со срби, со албанци, вие што се оригинал од Албанија. Че научи, има време, ама он нема време, знаеш. На 5-то место дуделанжа Зоки Заев. Он ќе беше прв у табела, ама сум му рекол, че ти дадам да го попушиш со мене од мојот Малборо ако добиеш таа Нобелова награда у мир. Ама глуп, џабе се надевал, тоа не е тендер да го добива како што добива све. Тамо покрај уста мораш и гзот да го платиш у Нобелова награда, а него гзот за други работи му е. На 4-то место у дудлање е Никола, овој што е у Маđарска. Он сега го сменил името у Николаш Пушкаш, затоа што земал многу години у затвор, нели, че му треба тоа име Пушкаш. Нели, не ни судат нас на Дуи, а него секогаш овие суди му дават 3 од карти, значи ако треба да добива 3, он добива и 3 од карти. Он има највеќе стаж у пушач, го пушал 12 години со нас. На 3-то место пушење е македонски народ и сите други тие што се околу македонски народ, сите заедно делат тоа пушење. Така се води у пословица и си вика у пословица чути и пуши, така вика македонски народ, да си чутиш, да си пушиш. Ем си чутиш, ем си пушиш. Мислам, марихуана си пушиш, овој што ти го продава, овој што е на 5-то место со Нобелова награда, што го промаши. На 2-то место дуделанж е македонски, тоа е македонски нема, недозволено, парламент.
Тие сите ми го пушат, ми го рушат на рейтинг, на дуи со глупости, наместо да одиме напред, Ети тато им дава смани 5 пати, 5 пати, некој нема ни една што 5 пати им го дава, на, земи. И на прво место од дуделаш, ти највише што ми го пушат, а вие од земја Швајцарија. Кога може мене да ми дава Швајцарија пензија, бати држава таква глупа. Пушете го вие швајцарци, кога ќе доваѓам, може да ми го пушите заедно со вие северни македонци и ај чао сега, фалимендарит шум. Државата, тоа е, дуи. Ова на сите треба да ми е јасно. Таа че стајам тука само за спотер како премиер. Така е бе, и ми ја нудевме цела рака овие 20 години, а тие ми ја одгризаа главата. Замислете, сега дуи со СДСМ сакаат да го казнуваат секој од нас што негативно ќе се изрази за нив. И во затвор ќе оди дури. Абе Енвер Хоџи и Тодор Живков да не ве праеле бе, ало, тоа ви е желба? Дај бе кажете чија идеја е предлог законот кривично да гоните секој што ќе каже негативен збор за вас? Дај открите му идентитет да знаеме кој е мега имбецилот во вашите редови. Толку сте исплашени што мисли народот за вас, а? Епа треба да бидете. Оти ништо добро не направивте за 5 години владење. Компир, тиква, нула. Само пустош оставивте зад вас. Библиска наезда на скакулци ќе направи помалку штета од вас бе. И сега за овие мои настапи ќе ме гоните ретроградно или од донесување на законот па натаму? А? Колку од нас планирате да поапсите првиот ден? Еј, каков резил сте бе! Абе, ќурка кога ве води и не ме чуди бе, мисири едни. Маричич, ти добар си? А? Како велиш ти? Шо има ние да се мешаме кога е загрозено нашето малцинство во Бугарија? Па тоа не е граѓански така? Епа Путин не е Дилајла ко тебе бе. Јави се на преглед са бајлека лекар. Лек нема да најде за тебе, ама барем диагноза се надевам ке ти постави. Готови сте на наредните избори. Ве чека дебакал поголем од локалните. Пренесете му го ова на ќурка, да не га и никаква надеж. Вие сте минато свршено за оваа земја и никогаш повеќе власт нема да добиете. Никогаш, ви тврдам, отврдо да не станете. После 3 преживеани снајперски напади, 2 експлозии на бомби, еве ме се уште жив меѓу вас. Не уништи сум како мачка со 9 животи, затоа продолжуваме со Прекутасевски шоу, а пердашот почнува сега. Грција реагира зашто на нашите дресови пишувало ФФМ, Фудбалска федерација на Македонија. Требало според нив да пишува нешто друго. Кога ќе им го дадеш газот, тогаш секојаш сакаат да ти го бапнат уште еднаш. Прво правило. Ама времињата се сменети, бројот на патриоти расте и расте и бројот на позитивни настани. Еве пласирањето на македонската фудбалска репрезентација придонесе максимално да се користи кодот МКД, името Македонија, и јасно да се стави до знаење дека тоа што не е финансирано од Северна нема обврска никаква кон Преспанскиот договор. Иако јас сметам дека никој од нас нема обврска кон Преспанскиот договор, донесен по пат на силеџество, корупција и купување пратеници на чело со онаа корумпирана несреќа Крсто, поради кои 30 луѓе лежат во затвор како терористи. Во оваа напатена држава има малку мажи и бизнисмени, а жени има уште помалку. Сите ги напуниле гаќите од императорот Зоќе и неговиот хибриден режим. Бизнисмените, иако немаат обврска, испоизменија имиња на фирми и производи само да му угодат на црпнатиот од Господ. Тие со завршени коледжи, со милиони инвестиции, а тој со својата визија на пеколот. Ама мора да се дудла таму каде што нормалните секаде во светот покажуваат став. Затоа што капиталот е закон, не политиката. Разговарав и јас со неколку бизнисмени за спонзорирање на шоуто Прекутасевски, кое со само 3 емисии и клиповите од нив има преку 200.000 прегледи на YouTube за само 3 недели, и овие бизнисмени им викаат нема пари, се плашале. А ја онака зачудено ги прашувам, од што се плашите бе? Од ковид, од мечка, од војна, или па се плашите од жените дома? Кажете од што се плашите? Не бе, вика, знаеш, човек,
може овој премиеров да не стави на пик ако ти дадеме за реклама, ако помогнеме. Аха, викам, се плашите во 21. век да дадете реклама во земја кандидат за ЕУ и членка на НАТО. Ало бе, амбасадори, ова ли е таа демократија кога бизнисмените се плашат да се рекламираат во успешно шоу? Ова ли е тој живот, слободен пазар, споредба на квалитет како во ЕУ? Ова е тоа? Кога бизнисмени кои вложиле милиони долари се плашат и полнат гаќи, прво од Груја и Мијалков, а сега од овие браќава на власт. Кога некој се плаши, тоа се вика диктатура, режим, апартхейд, нацизам, фашизам. Или така треба можеби да изгледа сега животот во Македонија, не знам, кажете вие. Се што е критички настроена мисла со аргументи да умре, да затре, да се осиромаши, да нема за храна, да е прогонувано, а другото сето е демократија според вас, така? Па, драги амбасадори, да си знаете што поддржувате. Поддржувате страв. Страв кај бизнисот, страв кај инвеститорите и корупција поддржувате. И пропаст во ликот на делото на тој што го создадовте, а кога ќе има промени, ќе ви јавам. Ама не се надевам искрено дека ќе има промени, затоа што ако вие им ги видевте лицата на бизнисмените со кои што зборував, и вие ќе се уплашевте, право да ви кажам. Сте го читале, кажете ми, Франкенштейн од Мери Шели? Кога ќе создадеш страшило, тоа секогаш на крајот доаѓа по тебе. Јас ќе се одржам, вака или онака. Јас сум во романот од тие селјаците со вилите. Прочитајте си ја уште еднаш книгата, а вие храбрите патриотите наскоро ќе добиете можност и да му помогнете на ова шоу да обстане во оваа мала бара на крокодили. Само следете ја секоја наредна епизода и секој клип и се ќе биде супер.